На конференцијата за родова еднаквост и европските интеграции во Скопје, министерката Сања Божиновска истакна дека рамноправноста е европски стандард и клуч за стабилност и развој. Таа нагласи дека енергетиката е сектор со најмалку жени, што го забавува зелениот развој, и порача дека институциите мора да создадат фер услови за жените во техничките и лидерските позиции. Министерството веќе има целосен родов баланс, а принципите на еднаквост ќе бидат интегрирани во сите енергетски реформи. Божиновска ја истакна важноста на ГАП анализите и порача дека зелената транзиција е невозможна без жените. Царинската управа и Централниот регистар воведоа електронско поврзување, со што повеќе не се издаваат хартиени потврди за платени царински давачки. Наместо од 7000 до 9000 документи годишно и чекање од 5 до 10 дена, податоците сега се добиваат за неколку минути, директно и автоматски. Со ова се намалуваат трошоци, време и административни процедури, а се зголемува точноста и безбедноста на системот. Ова е прва фаза од дигитализацијата, која ќе продолжи со поврзување со управата за јавни приходи и Централниот регистар на население за целосно поедноставени услуги за граѓаните и бизнисите. Комисијата за заштита на конкуренцијата започна широка истрага против над 40 автошколи поради сомнеж дека ги координирале цените на обуките, што представува можен ценовен картел и кршење на Законот за заштита на конкуренцијата. При првичниот увид биле забележани сериозни индиции за усогласено однесување меѓу автошколите. Комисијата продолжува со собирање докази и анализа, а доколку се докаже незаконско договарање, ќе следуваат санкции. Институцијата истакнува дека заштитата на фер пазарот и интересите на потрошувачите е нејзин приоритет. Агенцијата за храна и ветеринарство при вонреден надзор на Зимзолент утврди дека организаторот не е регистриран како оператор со храна и воопшто не е известил Агенцијата за храна и ветеринарство за продажбата на храна. Поради утврдени хигиенски пропусти, изречени се парични казни на сите штандови и на организаторот. Дополнително, организаторот доби и времена забрана за производство и промет со храна, затоа што не биле исполнети основните услови за безбедна подготовка и продажба на храна. Мал авион се урна во Мавровско езеро. Во авионот имало 2 лица, од кои едното е повредено. Инцидентот бил пријавен на број 112, а информацијата веднаш е проследена од страна на Центарот за управување со кризи до секторот за внатрешни работи, Тетово. Итната медицинска помош и регионалниот центар за управување со кризи за итна интервенција, информира директорот на Центарот за управување со кризи. Граничниот премин Ники кон Грција од 10 часот и 30 минути е затворен за товарни возила, информира Автомотосојузот на Македонија. На останатите државни патишта сообраќајот се одвива нормално, по суви коловози и со умерен интензитет. На граничните премини од македонска страна нема значајни задржувања за влез или излез од државата. Премиерот Албин Курти потврди дека Косово започнало да прифаќа мигранти кои сакаат да ги депортираат, согласно договор постигнат со администрацијата на Доналд Трамп. 2 мигранти веќе пристигнале, а Косово може да прими до 50 лица во рамки на едногодишниот договор. Владата порано соопшти дека тоа е знак на благодарност за американската поддршка. Косово истовремено ратификуваше и договор со Данска за сместување странски затвореници во косовски затвор. Куртиевата влада веќе падна, а нови избори ќе се одржат на 28 декември, додека САД ја критикуваат неговата партија за нарушување на стабилноста. Европската унија одлучи на неопределено време да ги замрзне средствата на Руската централна банка во износ од 210 милиарди евра, поради војната во Украина. Овие средства ќе останат блокирани додека Русија не исплати одштета за штетата предизвикана од инвазијата. Оваа одлука е донесена со квалификувано мнозинство и се смета за важен економски и политички сигнал. Според новата правна рамка, средствата ќе останат замрзнати додека не престане да представуваат ризик за економијата на Европската унија. Оваа мерка е дел од пошироките планови за помош на Украина и економска заштита на унијата. Администрацијата на Доналд Трамп создава нова меѓународна коалиција за спротивставување на кинеската доминација во клучните минерали, вештачката интелигенција и технологијата. Коалицијата ќе биде лансирана со декларацијата Паксилика, подпишана од Сингапур, Австралија, Јапонија, Јужна Кореја и Израел. Документот отвора простор за заеднички проекти во истражување, развој, инфраструктура и производство, одговор на кинеската иницијатива Појас и пат. САД планираат да вклучат уште земји, а самитот Паксилика ќе ги собере и Европската унија, Канада, Холандија и Обединетите арапски емирати за координација на политики во снабдувачки синџири, технологија и извозни контроли. Додека светот развива вештачка интелигенција, нашето општество тоне во рамнодушност и системска неправда. Хуманоиден робот ја вознемири светската јавност.
премногу личи на човек. А кај нас, додека светот зборува за еднината, се погласно се поставува прашањето што се случува со нашата човечност. Светот денес зборува за вештачка интелигенција што учи, оперира, дијагностицира и спасува животи. Во развиените земји АИ веќе се користи за рано откривање на рак, за превенција на лекарски грешки и за управување со цели здравствени системи. Македонија пак се уште се бори со основните системски недостатоци во здравството, правдата, институциите и човечноста. Но уште пострашно од технолошката заостанатост е нашето морално и емоционално закоравување како општество. Во трагедијата во Пулс загинаа над 60 деца. 60 семејства останаа со празни детски соби. 60 иднини згаснаа. И колку траеше колективната болка? Неколку дена, потоа молк. Во здрави општества, ваквите трагедии со години ја менуваат безбедносната политика. Кај нас стануваат статистика. Тоа е вистинското човечување. Општеството што брзо заборава масовни трагедии влегува во опасна фаза на емоционална апатија. Луѓето се затвораат во личниот интерес, а солидарноста исчезнува. Во такви услови и здравството станува простор на страв. Недостаток на опрема, кадар и услови од една страна, од друга страна граѓаните немаат избор. Одиме кај лекар затоа што мораме, не затоа што сме сигурни. Стравот од лекарска грешка е реален. Уште пострашно е чувството дека грешките ретко се признаваат, истрагите се нетранспарентни, а одговорноста речиси никогаш не стигнува до врвот. Со години министрите за здравство остануваат практично недопирливи за судството. Во светот сликата е поинаква. Во Италија, Јапонија и други земји високи здравствени функционери поднесуваат оставки поради системски пропусти. Во одредени случаи лекари трајно ја напуштаат професијата поради професионална и морална одговорност. Кај нас оставката е исклучок. Одговорноста табу. Кога нема лична одговорност, се создава чувство на неказнивост. А таму каде што нема правда, нема ниту доверба во системот. Се почесто се создава чувство дека во општеството правдата е селективна, а личната корист стои над јавниот интерес. И тогаш се поставува клучното прашање: дали со технолошкиот напредок ќе бидеме подобро заштитени или уште повеќе контролирани? Вештачката интелигенција може да спасува животи, но во општество со слаби институции и селективна правда, таа може да стане и алатка за притисок. Додека светот се плаши дека роботите стануваат премногу човечни, ние треба да се запрашаме дали ние стануваме премногу нечовечни.